Критики од Европската Унија за македонски политичари кои етикетираат медиуми ја загрозуваат слободата на говорот во земјава. Евроамбасадорот Дейвид Гир рече дека на Македонија и биле неопходни длабински медиумски реформи за да не се повторуваат вакви некоректни изјави. Вели дека мора да се изгради општество кое е отпорно, конкурентно, но и за потребите на граѓаните во насока на слобода на изразување и слобода до пристап на информации. Сите политичари и сите креатори на политиките мора да ги сватат овие приоритети, да почитуваат улогата на медиумите и да се сигурни дека можат да функционираат без никакви несоодветни притисоци. И регулаторот кој треба да го мониторира работењето на медиумите ги осуди изјавите од политичките фигури. Реагираат на изјавата на Али Ахмети и Димитар Ковачевски, потсетувајќи дека е неопходно да се почитуваат европските стандарди и ги повикаа политичарите да не дискредитираат медиуми околу меѓуетничка нетолеранција и нетрпеливост. Политичарите кои што ги дадоа тие изјави извлекоа и поука дека во едно демократско општество треба секако да се почитува слободата на говорот, но од другата страна треба да се почитуваат и демократските принципи и во никој случај да не се етикетираат или осудуваат медиумите, бидејќи медиумите се една основна алатка на секое демократско општество. Дека политичари од Македонија ја загрозуваат слободата на говорот и медиумите, потврди и министерот за информатика. Вели дека ваквите изјави биле крајно некоректни и со тоа како што вели овие олигарси ја злоупотребувале својата функција. Сме против етикетирање на медиумите и ако некој човек што е на позиција го злоупотребува позицијата против медиумите, тоа не е карактеристика на демократско општество, за да можат медиумите навистина да си ја завршат својата работа без притисоци или проблеми или од политичарите или олигарсите и така натаму. Нападите кон медиумите од страна на премиерот и првиот човек на ДУИ представува опасност и според американската амбасадорка Анџела Гелер. И таа ги осуди овие случувања кои за чести е последниот период, порачувајќи дека слободата на медиумите е многу важна за секоја земја. Според неа, ниту еден функционер, ниту поединец во никој случај не смее да ја напаѓа седмата сила, која и те како има важна улога во јавната сфера.